Меѓу двата изборни циклуси, бројна владина делегација, предводена од премиерот Мицковски, беше во Лондон. Со невообичаена медиумска тишина, помина неговата изјава дека е разговарано за иницијатива на Балканот да се формираат бегалски населби за прием на илегални азиланти кои престојуваат во Велика Британија. Ова е комплексна тема за која македонската јавност се држи изолирана или маргинално се информира. Можеби и дозирано се информираат гледачите и јавноста за тоа дали е возможно токму на македонско тло да се прават центри за бегалци. Гостин во ова издание на Тренинг е универзитетскиот професор Јордан Шишовски. Добредете во емисијата. Добро најдобро. Професоре, како гледате на овие повремени најави за можно отворање на бегалски кампови? Ние на неколку наврати во изминативе 30 години имаме искуство со прием на азиланти. Имиграцијата е многу горлев проблем во современата политичка сцена. Гледаме посебно во Европа, посебно во Западна Европа. И ова е многу комплексен феномен кој што има повеќе нивоа. Од една страна имаме бегалци од војни. Ние имаме искуство, бегалците од војната во Косово, над 300.000 луѓе беа акомодирани, беа згрижени, потоа беа вратени назад. Бегалци од војната во Босна и така натаму, сега имаме и од Украина помал број на бегалци. Тоа е хумана страна и која што е на некој начин привремена. Има меѓународни организации што помагаат и така натаму. Имате друг тип на имиграција кога луѓето сакаат да одат негде. Например, некој сака да живее во Скопје, го сака градот, ги сака луѓето и доброволно доаѓа да живее во Скопје, бидејќи ги сака луѓето и културата. Меѓутоа, она што се плашам дека сега се случува е, според овие преговори што се зборуваат, е нешто што би го нарекол присилна имиграција. Значи имаме луѓе кои што тргнале, сакаат да живеат во Лондон или во Манчестер и заради политички игри се враќаат и присилно се носат тука да живеат. Така што за нив самите бегалци ова е проблематичен аспект. Од друга страна, за мене проблематично тоа што се тргува со луѓето како да се некаква стока која што треба да се разменува за некакви кредити. И во таа смисла е многу проблематично и конечно проблемот на масовната имиграција е проблем на западните земји кои што самите си го направија и сега сакаат да го решат и да го претурат кај другите земји кои што кај нас нити сме избрале миграција, ниту пак имаме капацитети, нашите институции немаат капацитети ниту за нас да обезбедат еден квалитетен живот, па сега се обидуваат да си ги решат своите проблеми претурајќи ги кај другите. Шишовски, имајќи го предвид договор за стратешко партнерство со Велика Британија, можно ли е договор ние вам кредити, а вие на нас ни отварате центри за прием на азиланти? Не ги знаеме деталите, никој не ги знае, за жал немаме јавна дебата на тоа, немаме одговор од страна на властите, немаме одговор ниту од британска страна, меѓутоа гледаме редица на слични договори кои што се случија. Италија започна со Албанија, ја направија оваа шема, со што западните земји кои што самите повлекува огромен број на масовна имиграција, сега имаат вишок на имиграција и имаат социјални проблеми, политички проблеми и сакаат да го решат тој проблем на начин на кој на штета, јас мислам, на самите мигранти и на третите земји како нас. Во светот расте популарноста на десниот популизам и радикализам. Се зајакнуваат радикалите во Холандија, Франција, Германија, популистите се во Словачка, Чешка, Унгарија, Србија, па и во Македонија. Зошто расте влијанието на десницата и се суспендираат либералните политички сили? Постојат повеќе причини, повеќе катализатори, да речеме. Од една страна, започнавме со бегалската криза, со проблемот на масовната имиграција, кој што не беше соодветно планиран како процес, едноставно вратите беа широм отворени и сега, од која има негативен аспект, имаме веднаш затварање на вратите. Постојат и други елементи, тука главен катализатор се социјалните медиуми кои што ги нагласуваат екстремните емоции, радикалниот говор,
екстремниот говор со што се заекнуваат сите екстремни движења и од екстремната левица и од екстремната десница. Меѓутоа има и други елементи на дворешни сили, значи денеска живееме во еден свет на ривалство помеѓу така наречените големи сили, каде што послабите сили се обидуваат на некој начин да ја подријат Европа преку создавање од една страна создавање на мигрантска криза. Неодамна излезе студија дека руската парамилиција Вагнер создавала цели мрежи на нелегална трговија со мигранти, создавајки, всушност, продлабочувајќи мигрантската криза. Од друга страна ги имаме социјалните медиуми преку кои преку ботови се разгорува омразата кон истите тие мигранти. Во Украина неодамна најдов во еден подрум 150.000 сим картички. Така што нареден пат кога се расправате со некого на социјалните мрежи, најверојатно се расправате со некој бот. Зошто доминира политичката лојалност и клиентелизмот наместо систем на нови демократски стандарди? Кај нас се наоѓаме во систем на нестабилност. Ние, за жал, 30 години не успеавме да изградиме соодветна владење на правото и кога имате систем на безвредности, значи систем во кој што правилата важат само за послабите, а за оние што се поврзани не важат правилата, тогаш имаме систем на нееднаквост и тогаш луѓето се ставени во некаква примарна состојба, во состојба на борба за голиот живот, во која што тие се борат да дојдат до ресурсите или да си ги задржат ресурсите преку познанства, преку лојалност кон оној кој што го обезбедува лебот, за жал, и тоа создава еден систем на клиентелизам и на антидемократски вредности. Во првата половина на минатата година, токму во ова студија констатиравте таму каде институциите се слаби, луѓето бараат лидери со цврста рака. Но тоа се личности со болни нарцисоидни особини, чија цел е вниманието да се одржува само кон нив. Уште го делите ова мислење? Мислам дека тоа е на некој начин вечна состојба на човечката состојба, бидејќи слободата не е лесна, кој имате нестабилни институции кои што не може да ја канализираат, кои што не може да остварат еднакви права, луѓето бараат на некој начин спас, нели давеникот и за сламка се фаќа. Постојат на некој начин анегдоти во Америка кога се ослободиле робовите, многу од нив се враќале назад. Така што се враќале назад кај робовладетелите, бидејќи не можеле самите да се снајдат. На некој начин и ние, нели, сме робувале нашите дедовци на султанот, потоа нашите родители на маршалот, нели, на кралот, па на маршалот, и сега ние на некој начин бараме нов султан, бараме нов маршал, да речеме, на кој што ќе му робуваме. Слободата не е чекање на нештото од другите, нели, решавање на проблемите од другите, туку само превземање на одговорност во своите раце. Дали на сцена се авторитарни лидери? Да, целите овие 30 години и повторно во сите општества каде што нема стабилни институции, има појавување на силни лидери. И кога гледаме општество на силен лидер кој штудира на маса, Путин, Русија, Ердоган, Турција, така, Ши во Кина, тоа е израз секогаш дека општеството е слабо, дека институциите не функционираат. Соединетите држави се повторно во криза која што е и културна, и социјална, и повторно и кај нив гледаме силен лидер кој штудира на маса. Така што ова не е уникатен проблем за нас, ова е сеопшта човечка состојба. Дали на политичарите во преден план им е иднината, интересот на државата и граѓаните или личниот интерес? За жал, овој систем за кој што зборуваме е системски, значи не станува збор дека политичарите не се некои странци, така ние не робуваме некому од надвор. Политичарите се нашите соседи, комшии, така и не се
станува збор само за политичари, станува збор за директори во јавни институции, за вработени во јавни институции, така тоа се наши соседи, комши, некој од нас можеби учествува во некој од овие институции, сите учествуваме во јавниот живот. Секој пат кога ќе пресечеме некому пат на улица или на пат, така кој ќе се пикнеме само да прашам преку ред, ние го кршиме системот. Значи, системот не е нешто што е далеку, нешто што е од другата страна, ние сме самите системот. Ако ние не се почитуваме едни со други, ако ние не работиме доследно на нашите работни места како добри работници во нашата работа, тогаш системот ќе почне да се распаѓа. И тука имаме разликата помеѓу, сега ќе употребен збор во антиката, на стариот грчки јазик зборот идиотес, кој што кај нас има вулгарна употреба, значи многу просто нешто, приватно. Во античката демократија имаме идиотес и политес. Идиотес се луѓе што се занимаваат со својот интерес на сметка на јавното добро, политес се луѓе што се занимаваат со јавното добро. Во моментот кога ние се обидуваме за 1 квадрат да зголемиме нашата куќа на сметка на соседот, на сметка на зеленилото, ние спаѓаме во оваа прва категорија на луѓе кои што го рушат системот. Гледате, труден гостин во емисијата е универзитетскиот професор Јордан Шишовски, кој е по професија и архитект. Пред 4 години градоначалничката во заминување Даниела Арсовска дојде со слоганот за модерно Скопје. Од недела веќе ќе имаме веројатно нов градоначалник. Дали по Даниела се ќе биде исто, само без неа? Даниела не може да ја наречеме најлошиот градоначалник, меѓутоа прагот за споредба не е многу висок, посебно вие 30 на години, така. Така што повторно не би алоцирал одговорноста во една личност, која што секако се покажа како крајно неспособна. Попрво би ја алоцирал одговорноста во цела серија на луѓе кои што имаат амбиција, која што не оди подалеку од нивниот личен интерес. Така, сите директори, Даниела не го чисти ѓубрето, така постојат директори на компании кои што на јавни предпријатија, кои што ги поставува, директори на културни институции кои што ги поставува, кои што самите, чија што сама нивна амбиција не оди подалеку од личните интереси и нивните фотели. Може ли градот да биде трансформиран, да имаме чист воздух, да немаме смет околу нас, да имаме јавен, редовен превоз? Апсолутно дека може. Она што го гледаме како градови европски, да речеме ги гледаме нордиските земји, денес се ултра богати, меѓутоа тие биле многу сиромашни, посебно после Втората светска војна. И ако ги видиме историите на тоа како тие градови се трансформирале, ако гледаме и Лондон и Берлин биле ужасни, како фавели биле на времето, посебно на почетокот на индустриализацијата. Скоро во ниту еден случај не гледаме спасител кој што доаѓа и ги решава сите проблеми. Секогаш гледаме будење, јавна свест, граѓаните се будат и почнуваат да се бунтуваат. Под бунтување не подразбирам да протестираат и да блокираат улици, меѓутоа доволно е да се соберат потписи за да се реши проблемот. Шишовски, зошто за овие 4 години дозволивме главниот град да ни биде во колапс? Дали метрополот, ако може воопшто се каже дека сме Скопје метропола, прерасна во голема депонија? Највидливиот аспект е со ѓубрето, кој што сите го гледаме и премногу се пишува и премногу се зборува. Јас би сакал да зборувам за друг аспект на ѓубрето, бидејќи ѓубрето не е само на ѓубре што го фрламе. Ѓубрето може да биде визуелното ѓубре, рекламите, излегувате во град и насекаде гледате реклами со вулгарности, со се и се што светкање, така натаму. Под ѓубре можеме да зборуваме за звучна загаденост на свирежи, на гласна музика и така натаму. И под ѓубре може, за жал, како архитект, морам да кажам нешто, дека и како архитектите создаваат и архитектонско ѓубре. Така, гледаме нови згради кои што се изградени како повеќе личат на затвори отколку на вистински згради. Јас ја нарекувам таа Майнкрафт архитектура,
со некакви квадратчиња, со ефтини пластични прозорчиња, малецки, исполнети цели со цевки, со кабли од сите страни висат. Не грижа за зеленилото, така, и тоа е ѓубре. Така, турбофолкот, сето она што ни се меша е исто така ѓубре. Така што ова зависи од градските власти, пред се од генералниот и деталниот урбанистички план, меѓутоа тие не ги прави некој таму, туку самите граѓани врз основа на своето право на град имаат право да влезат во институциите и да бараат подобар урбанистички план. Шишовски војкот на најголемиот смет во јавноста се појави и колумна под наслов "Мене Скопје ми е убаво". Вас Скопје убав ви е? Мене Скопје ми е дом. Така, каде и да живеете, од каков и дом да излагате, и во шупа да сте израснале, за вас тоа е вашиот дом и тоа е нешто за кое што имаме емоционална врска. Љубовта кон сопствениот град, значи повторно, не смееме да забегаме од критика во критизерство и да почнеме да го оцрнуваме и да го, нели, градот. Ние сме родени во овој град и наша должност кон нас и кон нашите поколенија и кон нашите предци, нели, е овој град, овој дом што го имаме да го направиме што е можно подобар. Така што, да, за мене Скопје, колку и да сум критичен, колку и да се нервирам зошто се расипува, за мене Скопје дом, јас сакам Скопје да биде поубав и попристоен. Не мора кој знае. Нели, нема пари за да го направиме, меѓутоа сакам да биде малку од малку поубав град. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Јордан Шишовски, универзитетски професор на Универзитетот Американ Коледж.